останете така слободно. Дали очекувам уште некој медиум? Бабуш, Буби ще најдем. Изгубиле малку. Да не е некој во живо, се подготвуваме. Може да задам изјава пред или кај ќе решите вие. Имам изјава неко 5 минути да прочитам и тоа ќе ја читам многу ми прецизно. Знаете дека ја не читам, ово ми е многу важно. Откако ќе дадам изјава, ништо ги тргнам на страна и од ове ќе ја гледате првата точка. Се што не стоат од таа страна и ќе ве намести, првата точка ќе видите стојне во болницата, потоа ќе стојате често века подолу, па таму. Ако можеш ли? Да. Почитувани граѓани, во текот на јули, во просек, дневно имавме по 15 пожари. Благодарение на брзата и храбра интервенција на пожарникарите, често и со подршка на ер-тракторите на ДЗС, сите пожари беа успешно изгаснати. Локалните дождови во текот на јули помогнаа да имаме помал број на пожари, го успоруваа нивното ширење и не овозможија нивно полесно гасење. Но врнежите од дожд пред неколку дена завршија. Аларм! Македонија ја зафаќа силен топлотен бран. Бујната вегетација, која што дополнително израсна од дождовите, наскоро ќе биде бар од сува. Високите температури кои следат, ниската влажност на воздухот и променливиот ветер создаваат исклучително висок ризик за појава на пожари на отворен простор и шумски пожари. Доволна е само искра. Почитувани граѓани, најголемиот број на пожари на отворен простор настануваат ненамерно. Луѓето немаат намера да предизвикаат пожар. Луѓето веруваат дека со нивното однесување нема да предизвикаат пожар. Но некогаш е доволна само една искра за катастрофален пожар. Почитувани граѓани, состојбата е алармантна. Половина Европа гори. Затоа ве молам, не фрлајте отпушок од цигара на отворен простор, особено не од возило во движење. Дури и тогаш кога сте сигурни дека отпушокот е изгаснат. Не палете скара или оган на отворен простор или во шума. Исчистете ја тревата и грамушките од дворовите на вашите викендици и куќи. Направете противпожарен земјен појас широк неколку метри. Заштитете се, земјата не гори. Пријавете доколку забележите лабави електрични жици помеѓу две бандери, во Евана или на 112. Земјоделци, ве молам, не палете ги вашите стрништа. Внимавајте да не предизвикате пожар. Сточари, ве молам, не палете ги вашите пасишта. Може да предизвикате пожар. Вашата желба за зелена трева, вашата желба да се ослободите од трња, неколку километри понатаму може да убие човек. Мајстори, внимавајте при работа со вашите брусалици, швајц апарати и друг алат кој искри. Може да предизвикате пожар. Земјоделци, вие кои користите плински уреди кои што испуштаат истрел, звук налик на истрел за плашење на птиците, вашите уреди може да предизвикат пожар. Почитувани граѓани, во најблиската полициска станица или на 112 пријавете го секое сомнително однесување. Лица кои во шишиња, туби или други садови носат течност која изгледа или мириса како бензин. Лица кои носат факели, огномети или големи петарди. Лица кои во планина или на отворен простор каде што нема возила носат автомобилски гуми. Пријавете ги веднаш во полиција, во пожарна или на бројот 112. Сите кои ќе предизвикаат пожар треба да завршат во затвор. Аларм, тревога. Ве молам, бидете внимателни, доволна е само искра за катастрофален пожар и страшна трагедија.
Тоа беше мојата изјава, доколку имате прашања повелете. И слушна па Илија, вашите потребни се? повици за внимателност до сите оние кои што на некој Илија, начин биди имаат внимателен и ги пристап- рушиш камерите на неколку новинари. до сите оние кои што имаат пристап до шума, меѓутоа колку дирекцијата за заштита и спасување е подготвена и се разбира и останатите институции кои што треба да постапуваат во случај на пожар со оглед дека има најави за екстремно високи температури во следниот период кои би се задржале подолго време и навистина е голема веројатноста дека пожар Покрај тоа што сум директор на дирекцијата за заштита и спасување, истовремено како директор на ДЗС сум и командант на силите за заштита и спасување, кои што во суштина ги сочинуваат сите пожарникари во државата, сите вработени во дирекцијата, како и луѓе ангажирани на дело во дирекцијата за заштита и спасување, но и тимовите за брз одговор кои што најчесто се составени од припадници на доброволните противпожарни друштва. Воедно сум раководител на главниот штаб за управување со кризи, кој што се наоѓа во Центарот за управување со кризи, затоа што ќе оддадам одговор на вашето прашање за состојбата во целиот овој сектор за заштита од пожари, а не само за дирекцијата. Како држава за прв пат благовремено прогласивме кризна состојба, уште на 1 јули. Тоа е една од причините зашто имавме помал број на пожари. Не случајно минатиот пат имавме помал број на пожари, но во суштина ние далеку бевме од мал број на пожари. Знаете, секојдневно добивавте информации дека имаме на дневна основа по најмалку 15 на пожари. Без малку секој ден ги употребуваме ер-тракторите на дирекцијата за заштита и спасување. Кризната состојба ни овозможи сите институции да бидат максимално подготвени и координацијата помеѓу институциите да биде многу пооперативна, да се одвива брзо и да можеме да носиме брзи одлуки и да даваме брзи наредби. Воедно, за прв пат после долги години, на почетокот на јуни, имавме 3 функционални ер-трактори со функционални пилоти, кои што навистина одлично ја вршат својата работа и значително помагат во справувањето со пожари. Во рамките на Министерството имаме 3 функционални хеликоптери, еден помал хеликоптер кој што ќе го користиме за извидување, како и 2 хеликоптери кои што ќе ги користиме за транспорт на луѓе, пред се пожарникари, но и други сили, за префрлање до местата каде што имаме пожари, но и за гасење на пожари. Верувам дека сите добро го знаете хеликоптерот на кој што е монтирана така наречена када, која што е залепена на неговиот стомак на долниот дел на хеликоптерот, кој што може да полни вода дури и од базени кои што може да ги наместиме во непосредна близина на пожарите. Исто така на располагање имаме еден голем армиски хеликоптер со ведро со носивост од околу 3 тона. Покрај ова на располагање имаме околу 900 професионално вработени пожарникари низ сите противпожарни единици во државата. Бригадата за противпожарна заштита на градот Скопје е најмокна единица, брои повеќе од 220 лица, во тек е прием на нови 40 на лица, но докажам дека овде имаме навистина здрава екипа, здрава единица, со здраво раководство, кое што се справува со силните предизвици кои што овој месец ги имавме на територијата на градот Скопје, кои што вие повеќето ги следевте. И останатите територијални единици не се заподценуваме, ние имаме навистина добри пожарникари низ државата. Имаме поголем број на противпожарни возила. Можам, ако ви интересира, да ви ги прочитам од мојот мобилен телефон, колкав е бројот на тоа, веќе го имам дадено, можеме како информација да го ставиме во Вибер групата по завршувањето на настанот за бројот на возила. А што е со човечките сили кои што се директно под раководство на ДЗС? Во овој момент зборувам за пожарникарите, но во склоп на дирекцијата, како што можете да снимите, е формирана условно речено една нова единица за заштита и спасување, која што јас ќе ја нарекувам огнен тим на дирекцијата за заштита и спасување, и кога овие луѓе ќе действуваат со специјалните возила на дирекцијата, ќе ги нарекуваме огнени тимови на дирекцијата. Овие огнени тимови вообичаено ќе бидат составени од посада од 2 или 3 лица, еден возач, еден помошник возач и еден оператор на пумпа. Значи 2 или 3 лица ќе сочинуваат еден огнен тим на дирекцијата. Тие се наменети да помагат оному каде што е најкритично, бидејќи овие возила исклучително ни помогнаа минатата година. Имаме вкупно 40 на специјални возила, зборувам 40 бидејќи на дневна основа се случува некој од нив да има дефект, некој да е надвор од строј, но имаме 20 на пинцгауери кои што се во добра состојба и подготвени за употреба при гасење на пожари, 15 на БТРи, неколку од нив моментално се на сервис и не се употребливи, но имаме повеќе од 10 функционални. Исто така имаме и 5 хермелини кои што влечат цистерни со носивост од 2 до 6 тона. Да напоменам дека со пред појавата на топлотниот бран,
2 БТР и 4 пинцгаури се распоредени во Штип, се наоѓаат во пожарната во Штип, 2 БТР и 4 пинцгаури се наоѓаат во касарната во Прилеп, како најсоодветно место за нивно згрижување. Тие се подготвени за западниот дел на државата, овие за источниот. На полигонот Криволак исто така имаме неколку БТР и неколку пинцгаури и неколку БТР и пинцгаури имаме сместени во Кавадарци, каде што една општествено одговорна фирма ни дозволува да го користиме нејзиниот голем паркинг. Така што нашите возила овој пат оваа година се подготвени за самостојно дејство без потреба од поддршка на припадници на полицијата или армијата како возачи на специјалните возила, но во случај на голем наплив, на големи пожари, катастрофални пожари кои што ќе загрозат луѓе или имот, секако дека на располагање ни стоат и припадниците на македонската армија и полиција. И како возачи, доколку ни треба дополнување на редот на нашите возачи, но и за непосредно гасење на пожари. Значено да напоменаме дека оваа пролет дирекцијата изврши набавка на 1000 најмодерни напратњачи, односно водни ранци со изворедно мокни пумпи, кои што се распоредени низ сите територијални противпожарни единици, во национални шуми, во националните паркови, но и во армијата и полицијата. Овие нови напратњачи значително ќе го подобрат пешадиското дејство на пожарникарите и истовремено поделивме 1000 нови најмодерни противпожарни метли од негоречка гума со поголема површина, кои што нема да се кршат и кинат на првата интервенција. Да напоменам дека минатите години пожарникарите кубуреа со овие основни средства, тоа е како еден војник или полицаец да нема пушка или пиштол. Метлата и напратњачата се тоа што се пиштолот и пушката за војникот. Сега се снабдени, би рекол сите, бидејќи и претходно има некои позастарени типови, но како и да е состојбата, проценувам дека оваа година е значително подобра. Ако ме прашате дали тоа е доволно да се справиме со пожарите кои што следат, се разбира дека не. Тоа постојано го повторуваме, се разбира дека се потребни нови возила, зголемување на бројот на возила, иако последните 2 години набавени се повеќе од 30 возила за гасење на пожари, дел од нив преку донација, дел од нив се купени, но во градот Скопје повеќе од 5 возила се оспособени, уште на 5 се работи. Возила кои што поради дефект со години лежеа непоправени на паркинзите. Така што оваа година и возниот парк е значително подобрен во однос на минатите години. Сите луѓе се подготвени. Воедно, мојот фокус со оваа година беше ставен на развој на доброволното пожарникарство. Одржав низа работни средби со представници на доброволните противпожарни друштва. Знаете дека пред 10 на ден имавме едно постројување на кое што дури на моје пријатно изненадување се појавија 250 доброволни пожарникари. Забуната во јавноста настанува што е тоа доброволен пожарникар, а што е тоа припадник на тимот за брз одговор на дирекцијата. Дел од овие доброволни пожарникари беа членови на тимовите за брз одговор на дирекцијата. Ова лето ширум ги отвори вратите на дирекцијата. Сите оние доброволни пожарникари кои што ги исполнуваат потребните услови, а тоа е да имаат завршена обука, да имаат противпожарна опрема, може да се вклучат во тимовите за брз одговор на дирекцијата. На тој начин ние ги институционализираме. Со една реченица кажано, во текот на летото ние сега можеме да сметаме на најмалку 200 дополнителни пожарникари за гасење на пожари на отворен простор и шумски пожари. Се разбира, командата ја имат професионалните противпожарни единици. Доброволците помагаат на нив, но навистина јас сум воодушевен од нив. Има неколку многу силни доброволни друштва кои што имаат по 5, 6, 7 возила, вклучително и возила за гасење на шумски пожари. Така што ја користам оваа прилика да ги повикам оние доброволни пожарникари кои што не се дел од тимовите за брз одговор, нека отидат во локалните, односно подршните оделенија на дирекцијата, да склучат договор, ќе го потпишам со задоволство тој договор. И во случај на нивен ангажман, кој што може да биде неколку дена во текот на летото, можеби и 10, можеби и повеќе дена, во зависност од бројот на пожари, за тој ден добиваат соодветна дневница, која што и следува според закон. Ако немате други прашања од колегите околу пожарите. Специјален тим што го најавте ќе биде на постојана основа и дали се поврзува со мерката што ја најавте пред месец дена за привремено ангажирање на поранешни припадници на армијата, полицијата и слично за справување со пожарите и дали таа мерка води со плод, односно дали се пријавија на неа? Минатата година имаше владина мерка која што беше промовирана и организирана од страна на кабинет во владата. Јас бев таму подоцна вклучен, но во секој случај минатото лето ангажиравме луѓе кои што на некој места се покажаа добро, некаде не беа ангажирани.
И мојот јавен апел минатата година кој што го упатив од владата до градоначалниците беше овие луѓе кои што заврши обук и стекнаа одредено искуство да имаат предност при вработување како пожарникари во нивните градови. И јас го повторувам тој апел, апелирам до градоначалниците, луѓето кои што беа времено ангажирани минатото лето да имаат предност при вработување. Оние времени во наводници пожарникари кои што беа ангажирани минатото лето во дирекцијата, неколку од нив, односно 10 се построени зад мене. Останатите нема интерес оваа година да учествуваат во овие тимови. Луѓето кои што се зад мене во најголем дел се составени од пензионирани припадници на полицијата и во помал број пензионирани припадници на армијата. Но овие луѓе имат една драгоцена вештина, особено за нас, а тоа е имат огромно искуство во управување со специјалните возила, со БТР, Хермелин и Пинцгауер. Затоа и баравме пензионирани полицајци и припадници на армијата. Инаку нормално дека ќе баравме млади луѓе, кои што се помлади од 30 години, ќе ги трениравме, ќе ги обучевме, но за тоа е потребно време. Верувам дека знаете, мојата намера е наредното лето да формираме една единица, специјална единица во рамките на дирекцијата или во рамките на новата институција, доколку успееме да оформиме, која што ќе биде составена од 120 лица, војачина на една војничка чета, професионално вработени лица кои што ќе ги управуваат овие, но и другите возила кои што ќе ги набави дирекцијата. Само уште едно прашање. Во однос на состојбата во Гостивар има најави дека во текот на викендов може да се очекува водата да стане употреблива за пиење. Имате ли информации што се случува до сега? Се разбира дека имам како раководител на главниот штаб за управување со кризи, секојдневно до мене стигаат резултатите. Денешните резултати кои што се од анализите правени на вода земена вчера, завчера и завчера не се охрабрувачки, односно се уште имаме присуство на бактерии. Тие не се толку опасни како оние првите бактерии, фекалните бактерии кои што беа откриени на почетокот на оваа криза, но се уште водата не е подобна за користење за пиење и за готвење. Водата е во ред да се користи како техничка вода, што значи за миење, туширање, за перење на алишта, перење на садови под висока температура и така натака. Но состојбата будно се следи секојдневно од секторот, од градскиот водовод на град Скопје се земаат примероци за анализи. Исто така во текот на викендот, сабота, недела, понеделник ќе биде вклучен Институтот за јавно здравство заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, така што на дневна основа се земат примероци, но укажувам дека за да се добијат овие бактериолошки резултати потребно да поминат 24, некогаш 48 или 72 часа, бидејќи за да се види развојот на бактериите е потребно подолготрајно испитување. Абе и ја. Што да правиме? Морав тука. Мораше да јеваме на Микрофоните ми откажа. Единица мирно! Налево! Комарски чекор напред! Пушти чекор! Само да си го дадам микрофона. Овие луѓе имам војувано од 2001 со најголемиот дел од нив.
Ама исто Каде ќе го узбрда качува? сега, каде па се узбрда шо бе? Гумачка на леко. Тя друго кога. Која бе тара? И братов на Занди го. Уште подобро направи, по негова рута се тргна. Уште подобро. Дали треба да повториме како Не. Горе на срд сега ќе добиете добар кадар од БТР од горе кај борчињето нега треба да се појави.
Го дам и да го земеш да го работи. Веќе си списирана, две го крена преска за Да. Доста е глупирање да му викаш. Беше се за денешната Благодариме. прекрасна презентација, мисля дека нема потреба повеќе да обтолуваме. Имавме добри идеи. Со изјавата со Пинто, се. знаете дека овде може нагоре да се качи, но да не претеруваме, да не ви изложуваме и вас на ризик. Нема потреба. Ви благодарам за покривањето на денешната пресконференција и презентација. Оно што можеме да го извлечеме како заклучок е дека овие возила, иако се стари, може да направат работи кои што нови возила не би можеле. Јас верувам дека има нови теренски возила кои што ги имаат овие карактеристики, ама коштат повеќе од 200.000 евра до 500.000 евра, зависи од типот. Така што ние од ништо, од без пари направивме средства со кои што можеме да се бориме против пожарите, бидејќи 40 возила е навистина солидна бројка за мала и држава како нашата, со скромни ресурси. Ви благодарам уште еднаш. Фала ви на вас.